Рецепт за брза торта на ЕУ. Времена подготовка приближно 50 години, во зависност од тоа како ви печеш поредот. За овој рецепт ви се потребни 1.400.000 македонци, обемен број на албанци, малковласи, срби и роми, 30 грама свеж демократски дух, 50 грама продажба на национални богатства, 200 грама отпуштање од работа, 0,5 кг толеранција и 1 кг сива економија. Со ова јадење ви предлагаме една чаша расолница од винарската визба Биди олигарх. Посебниот експертски тим на чело со министерката Митрева вчера во Брисел ги заврши преговорите за олеснување на визниот режим за македонците. Министерката изјави дека преговорите биле конструктивни и резултирале со невиден напредок. При аплицирањето за виза веќе нема да треба проверка на ДНК, но останува проверката на зеница и радиус на телесни отвори, како и дубење на трепавици вешто изведени пред дипломатскиот представник. На вчерашната седница на владата, со големо мнозинство беше одобрена продажбата на последните 2 камена од Македонија. Премиерот истакна дека ова е голем исчекор со позитивен импулс, бидејќи ќе повлече вработување на 200.000 лица, кои со чукање на камењата од глава ќе треба да го покажат нивниот квалитет пред потенцијалниот купувач. Таа беше овца, а тој нејзиниот овчар, кој сонуваше да биде командант еден ден на идилата и дојде крај. Страв, крвопролевање и многу канти сирење во новиот трилер на Стивен Спилберг, Овчарски репорт со командант Джемаили. Јас сум го гледал на ВС касета, а они су го гаѓали први, со аубици, со елиоптери. Ја ќе и тужам. И овцата доли. Джемаили, спомна пукање, спомна бомби, рече дека не бомбардирале секој ден со сиот можен арсенал. И тоа се потврда од суд дека сме бомбардирани. Вештачење, сведоци, не палеш, супалјач. Толку сликовито раскажуваш за експлозиите. И ние поверувавме. Мисля, има млеко. Сирењето се расипа. Стрес. Каков стрес е да ти снема млеко? И умира. Моите сестри умира. Една по една. Ми студи. Нема млеко. Ми студи. Каде си? Че? Бидејќи експертите проценуваат дека Македонија ќе влезе во Европската Унија во 2020 година, премиерот Владо Бучковски најави дека за да не ни дојде нагло приемот, владата ќе почне да слави веќе од утре. Тој истакна дека по тој повод на последната седница е усвоен нов данок за славење, кој ќе важи за сите граѓани и со кој ќе се финансираат континуираните прослави.
Парламентот го изгласа извинувањето на државата кон жртвите на комунизмот. Сепак, председателот на собранието ни изјави дека поради можноста другата страна да се најде навредена, државата ќе им се заблагодари на сите кодоши кои се поброени од жртвите за совесно и добро извршување на своите обврски кон бившата држава. Севда? Познато е дека албанците секогаш и секаде се жртви. Жртви и ништо друго. Нема правда за нив. По тој повод албанските партии изјавија дека албанците се најголемите жртви на комунизмот и затоа треба на плоштадот Македонија да се подигне споменик на Джейма Балистот како најголема жртва на комунизмот. Одиме на реклами. Тој живее сам. Тој се справува со фрустрациите. Но тој има решение за проблемите. Секс, 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 секс. Секогаш е само секс. Дали реков секс? Докторе, Тоше мисли да сам му ја мајка. Лиля! Готов сум! Лиля! Сакам Мерцедес! Тој беше кул. Кој ти гризе образи, рани на усните, насилство, агресија, садомазо. Пробајте со понешни текстови. Психички сум разстроен, докторе. Психички сум убиен. Ме прогонуваат демони. Фокусирани се на мене. Ви недостасува прегртка. Светла точка. Повеќе љубов. Бато, докторе, обседната сум. Азис се во мене. Бато, Азис се во мене. Тој беше директен. Вам ви недостасува машкост. На 15 Am vom 16 септембер! Вратите се во времето. Нешто ви се случило на 15 септември. Зала, малечок, денес не работам. На 15 добивам, а денес е 15 септември. Јавете се, зашто тој е решението за вашите проблеми. Академик Пламенчо Тодоровски, кај народот познат како Огане, ја демантираше изјавата дека Скендербег е албанец. Тој го кажал тоа, меѓутоа мислел на коњакот Скендербег, кој навистина е албански. Огане додаде дека во минатите времиња уживал Скендербег да го сече со књаз Милош. Повторно, доколку оваа циркуска точка, предвидена според аранжманот од Гармиш-Партенкирхен, пропадне, ќе извршам самоубиство со харикири од 33-тиот спорт. Проклетство!